Благодарам, председателе. Почитуван заменик министар, не може да биде образложението исто како за претходните амандмани, затоа што овдека имаме сосема различна, односно специфична ситуација. Населеното место Белкамен и Кучевишка бара гласаат во општина Бутел, а се под општина Чучер Сандево. Општина Бутел и да сака, како што сака и градоначалникот Костовски, кој што беше наш колега, и кој што силно се заложува за решавање на овој проблем, и да сака да инвестира не може затоа што нема ингеренции во тој дел на населбите. Затоа единствено решение на овој проблем е да централната власт одреди средства и истото таа канализација да биде започната во Кучевишка бара и во Белкамен. Проектот е изготвен во вредност од околу 4 милиони евра, меѓутоа еве со овакви средства кои што ги бараме за следната тековна година да отпочне да се работи на терен и граѓаните да видат дека владата се заложува за сите подеднакво и дека нема заборавени места никаде во Република Македонија. Втора работа што е многу битна. Зборуваме за сериозен проблем на граѓаните во 21. век, во главен град на Република Македонија, и да ги надминеме политичките и партиските притисоци, дали одреден градоначалник од една провиненција или друга провиненција, затоа што овдека имаме два градоначалници кои што се доаѓаат, се извинувам, од различни политички партии, а се и двајцата заложени овој проблем да се реши. Дополнително мора да ви информирам и како владеачко мнозинство и како заменик министар при последната посета на премиерот Ковачевски на ова населено место и во општина Чучер Сандево, јавно ветил дека овој проблем ќе биде решен од страна на владата. Друго решение не постои. Мора владата да обезбеди средства и да се отпочне со реализација на овој проект. Општините не можат и согласно законските можности и ингеренции и согласно капацитетот да го решат овој проблем. Доколку Ковачевски ветил дека ќе се реши овој проблем следнава година, сега е моментот да се усвои овој амандман предложен од Владо Мисајловски, Бојан Стојановски и јас како пратеник. Ви благодарам.